Воспитанието чувство на срам е резултат на домашно воспитување и патолошка нарцисоидност. Како не ви е срам, е погрешно, како да кажем, вербален израз за вас. Не треба да се чудиме како не ви е срам. Пошто не ви е срам. Затоа што сте така воспитани. Од дома, во елитно окружување. Патолошки нарциси. Зборам за вас од Социјалдемократскиот сојуз. Вие сте воспитани дека сте елита. Дека вие горе на врвот, па празни места, па сите останати. Тоа е резултатот. Вие сте резултатот на вашето домашно воспитување. Од таму вашата патолошка нарцисоидност. Такви ви се и вашите апологети, почнувајќи од оној вашиот духовит, интелектуален, а од друга страна уличар мангуп, фраер, кој што се нарекува нели новинар, кој што последен бисер во низата бисери на неговиот презир кон македонците и македонскиот народ и ВМРО, ако сакате, пошто за него ВМРО, значи, и кај него во презирот кон ВМРО постои континуитет од она некогашно ВМРО до ова денес ВМРО. Презира, без разлика. Доволно е да види ВМРО и да се наежи цел овој. Не да се наежи, него да осип да му избие на кожа. Алергија да го фати. Последниот бисер во низата, бисериот, неговиот фелтон, долгогодишен презир кон македонците и ВМРО, е демек, кој ќе останал последниот македонец, овака, фактички последниот македонец што ќе останал, ќе бил исерок на ВМРО. Ова се горе-доле апологетите на Социјалдемократскиот сојуз, новинарските, духовити пера, идеолози и така натаму. Види, фраер, последниот македонец биде сигурен дека нема да биде ничи исерок, за разлика од тебе, кој што си заробен прдеш во цврста агрегатна состојба, па затоа си таков како што си. Другар Трики. Последниот македонец може да биде сигурен дека нема да биде исерок, ничи, ниту прдеш како тебе. Треба да знаеш дека ако дојдеме до тоа последниот македонец, да треба да го исклучи светлото во оваа напатена земја, веруе дека пред него таквите ко вас нема више да ги има. Тоа може да бидете сигурни. Затоа молете се на тој на кој што се молите, не знам кој е, да не дојдеме до ситуација, до феноменот последниот македонец. Во таков контекст, вие први ќе најбете пред последниот македонец да го исклучи светлото. Срам треба да ви е, као што не ви е, да ги врглате секој ден истите приказни, нормално со цел насочени против ВМРО, да се дифамира, да се компрометира. Као што е нели трагедијата у Кочани, како што е сега, гледам пак нешто со Автопатов, Кичево Охрид. За Автопатов, добро, што сега ми текна да ве питам нешто. 7 години на власт. Зашо бе не направивте ни 7 милиметри од тој автопат? Да ве прашам вака, ај. Сега најдовте да го критикуете ВМРО кој што направи за година дена, што знам колку направи тамо, 20 километра? Значи следната година ќе направи, да кажем, уште 20 и да кажеме до 2027, пред да почне, ќе го имаме новиот автопат Кичево Охрид.
7 милиметра вие не направите. Сакате да ви кажам зашто не направите? Пошто немавте време. А немавте време, пошто у тоа време кога бевте на власт, многу милувавте да му го мазите нежно на Артан Груби. Тоа е една работа. Втора работа. Немавте време, пошто правевте стаза за Формула 1. Автопатов, знаете, не ви беше приоритет. Приоритет ви беше стазава за Формула 1. Треба тука да доаѓаат, нели, ова Гран При, големата трка, она, од сите возачи од цел свет, сите овие болиди, тимови. Заради тоа немавте време 7 милиметри да направите автопутот. Немавте време затоа што ви беше исто поголем приоритет, од поголема важност ви беше да отворите новата академија за пилоти во Арачиново. 300 пилоти, тоа беше огромен проект во Арачиново, академија пилотска. Регрутен центар за пилоти Арачиново. 300 пилоти ке правевте тамо нешто. Не знам докај стигнавте со тоа, дали го завршите. После немавте време за аутопатот Кичево Охрид, затоа што ја правевте познатата славна фабрика за автомобили во Тетово. Исто не знам што е со неа, докај стигнавте, дали ја направивте. Само знам една работа. Ја не би влегол у кола електрична, за електрични автомобили требаше да биде таа, мислам, у Тетово. А мене лично да ме прашате, дури да ја изградевте и да почнете коли да штанцате, ја у таква кола лично да ме прашате не би влегол. Не влегувам у електрична кола, чии жици ги поврзуел тамо некој од СДС. Катастрофа е на повидок. Понатаму, немавте време за 7 милиметра да изградите автопат Кичево Охрид, затоа што во план ви беше претходно да го донесете Google овдека, сидиште на Google да направите Македонија. Неко Google тамо е, работи пуна пареа и недели работат и све, значи свака част. Немавте време да направите 7 милиметри автопат затоа што мораше прво да го одиграте чочекот у готовиот тунел тамо кај Смоквица, кај Гевгелија, кој што го направи претходно владата на Груевски, вие на готов тунел игравте чочеко, вие да сте го направиле. Значи, у превод, немавте време за автопат од Кичево Охрид, пошто се китевте со туѓи перја. Значи, вашата безсрамност, вашата патолошка нарцисоидност е со космички димензии. Тоа просто нормален човек не може да разбере како си дозволувате воопшто да критикувате. Замислете што ќе остане од вас кога ВМРО не ова 26-та, не ова 25-та, 26-та година негде при крајот на годината, кој ќе го пушти готов автопатот Кичево Охрид. Требаш тогаш да ве подсетиме вака што сте збореле и што сте направиле, ќе ве подсетиме, не се секирайте. У меѓувреме се надевам дека ќе се почне со реконструкцијата на новата железничка во Скопје, со реконструкцијата на пругите. Се надевам дека ВМРО, кој што до сега, ако се придржува до некои овие правила на службата од минатите влади на ВМРО, би требало тој да го заврши. Пошто обично тие кои ќе кажат за некој проект, обично го завршуваат. Во огромен процент. Кажаното им се поклопува со направеното. Тогаш ќе ве прашам исто така што ќе кажете, како ќе кажете. И за ред други работи. Вашата
најголема грешка у моментов е тоа што не сваќате дека треба да ве нема. Тоест дека треба да ве снема. Може ние како држава за овие 35 години од никого не сме виделе нешто специјално, од ниедна гарнитура на власт. Затоа сме останале тамо кај што сме останале, затоа може би ние се полошо и полошо. Но најголемите грешки кои што споени во кумулативна сила донесоа до оваа наша денешна трагедија како народ, ги направивте вие и никој друг. И ако некој е исерок нечи, тоа сте вие. Затоа што се што правевте мотивирани од вашата желба, амбиција за лична корист, вашата патолошка потреба да се допаднете на странските фактори, и се што правевте е резултат на вашиот презир што го имате кон сопствениот народ, чија што ваша совршена рефлексија во огледалото на сите вас е овој така наречен новинар Трики, чиј што презир кон сопствениот народ од секогаш бил за почит, ако тоа го оценува некој си странски фактори, домашните непријатели, петата колона. Он во нивните кругови, во нивните очи е голем фраер, духовит, кој што храбро го изнесува преку своето перо, е изнесува мразата и презирот што го има кон сопствениот народ. Локалните избори се пред нас. Во Македонија општините имаат толку многу работи за средување. ВМРО ќе однесе голема победа на локалните избори. И покрај сите напади што им се прават, здружени, подмачкани со странски пари, ова не е параноја. Историјата се повторува од времето на последните 2-3 години Груевски кога беше на власт. Сега веројатно некој ја прошири лажната приказна меѓу петата колона и домашните непријатели во кои што се Социјалдемократскиот сојуз, дека ВМРО е овој пред распад, дека не знам, се изгубени у преводот, дека ова она. Но можам одма да ви кажам дека уврска со тоа многу се лажете. ВМРО направи грешки. Но знам дека се свесни за тие и за критиките упатени кон нив. И дека ќе покажа дека многу брзо ќе покажа дека ја разбрале пораката, затоа што не им беше seедно и на нив, барем некои луѓе кои што ја ги познам и беа свесни за тие пропусти. Но верувате дека
дека ќе им биде од голема важност грешките да ги поправат. Дека им е тоа приоритет. И дека здравје во наредните неколку месеци ќе покажат, ќе преземат одредени дејства и активности, кои што многу, би рекол, осетно ќе променат, сменат атмосферата, контекстот во кој што живееме. Не е дека не сватија дека мораме сами да се истргнеме од собствената трагедија, национална, внатрешна, економска, го сватија тоа. Само што станува да видиме што ќе преземат и што ќе направат врска со таа работа. За вас имам одредено мислење, за вас останатите, вие кои што сте полни со презир кон сопствениот народ. Со вас исто така би требало да се постапи на соодветен начин. И јас зборувам за тоа често. Па да видиме дали тие мои зборови ќе стигнат душите на оние кои што се сега на власт и кои што треба да сватат дека не смеа да ја повторат грешката на Груевски, мирно да гледаат како ги нарекувате нечии сироци, како го нарекувате македонскиот народ исерок, како се храните меѓу себе од омразата што имате кон својот народ. Се подхранувате, се подхранувате омразата. За ваша голема несреќа, не сте сватиле дека типовите како вас многу неславно завршуваат, кога тогаш цената која што ќе ја платат ќе биде многу висока. Но да видиме. Ајде, чао, имајте убав ден.